Полог – регион на импозантни планини и живописни природни предели. Регион од кој извира најголемата река Вардар, но и предел од 1479 квадратни километри во кој е сконцентриран голем воден потенцијал, извори, отоци, реки, водопади, езера. Убавина која го одзема здивот, предизвик за секој посетител во секое годишно време. Но климатските промени и човекот често ја нарушуваат оваа убавина. Целиот Полошки регион се соочува со зголемен ризик од поплави, поради планинската топографија на областа, густата хидрографска мрежа, но пред се, поради човечкиот фактор и неговото негативно влијание врз животната средина, од обешумувањето па се до инфраструктурните и енергетските зафати. За разлика од поплавите што ги погодуваат другите региони, поројните поплави кои редовно го погодуваат Полог се случуваат практично без предупредување. Потенцијалот за катастрофи од овој вид сигурно се зголемува уште повеќе заради климатските промени кои ја зголемуваат фреквенцијата на екстремни временски настани, вклучително и поројните врнежи. Според сателитските и теренски снимања во последните години, годишно исчезнува повеќе од 7% од шумската прекривка во Горен Полог. Дивата сеча е најголемиот виновник за соголување на шумите. Доколку се продолжи со таа динамика, се проценува дека за 14 години целосно ќе ја снема шумската прекривка во регионот. Соголеното земјиште предизвикано од сеча не може да ја задржи водата од обилните дождови и топењето на снегот, бидејќи тоа еродира и по него водата се излискува. Така се зголемува ризикот од поплави и свлечишта со катастрофални последици за населбите и имотите на луѓето, особено оние кои се први на удар во повисоките предели. Оттука и итната потреба за преземање мерки, активности и инвестиции, особено по катастрофалните свлечишта во 2004 година во село Јеловјене и поројните поплави во село Шипковица во 2015 година, кои резултираа не само со материјални штети, туку и со човечки жртви. Речи си да нема домаќинство во Полошкиот регион кое не ги почувствувало трагичните последици од катастрофалните поплави во 2015 година. Сеќавањата на жителите во селото Шипковица се уште свежи, а болката на семејствата по загубените најблиски не поминува. Тмер, гур, ветура, дрона, кепа, вишин. Тмер, каченајо. Дерин балкон. Ka qenë mbushët ka pas milione kubik dhe gur, drona, njën balkon, prej balkonit ishte në nëlt. Prej balkonit, atëhere shoqe ka ndodhë këtone, shoqe ka ip nëlt atje. Fëmin, Ritani, 4 vjeç, kurse Rina 6 vjeçare. Rina u gjitë mas 8 ditësh. Vetëm këj ka pështu edhe nëna këti, kurse edhe Rina ato i ka mbit. Години подоцна, оние кои останале во родните места живеат во страв да не се повтори слична катастрофа, но голем број жители од селата Јеловјене, Боговиње, Шипковица, Ротинце, Теарце, Доброште се иселиле откако стихијата им однела се за што работеле цел живот. Од некогаш 150 домаќинства во Јеловјене останале 1/4 од жителите. Ние беме 8 члена фамилија и си селиме во школу да живееме. И претежно идав овде да проверувам, ноќе седив и се плашив многу, претежно ноќе и добив стрес и денес стресот го имам и не можем уште да се смирам од тоа, од куќата што га имав, со години што сум го правил и се е направено убаво, ама тоа што се деси, се деси. Pasi shkolla jonë gjendet në një territor të rështitshëm, gjithmonë ekziston
дилема се kur do të ndodhë ndonjë fatkeqësi, veçanërisht gjatë kushteve klimatike që kemi me reshje ose gjatësinë së dimrit, ku shpeshherë ka ndodhur që të lëviz toka, të rreshqit gjithsesi. Me thonë, ekziston një lloj frege prej vendit hapësirës e cila kemi dëgjuar apo kemi të dhëna që rëra e cila është Владата на Швајцарија реагираше брзо на барањата на владата за помош во решавањето на штетите предизвикани од поплавите, но и во насока на донесување и реализација на сет мерки за превенција од катастрофи во овој регион. За таа цел, проектот подобрување на отпорноста кон поплави во Полошкиот регион започна со инвестиции и активности во 9 општини од Полошкиот регион, кои се насочени кон решавање на најкритичните зони кои се потенцијална опасност за населението кое таму живее. Тим од експерти за справување со ризици и поплави изготви стратегии и решенија за спроведување на соодветни мерки и активности за справување со поплавите и ризиците од катастрофи. Со унапредување на системот за подготвеност и рано предупредување во рамките на проектот Подобрување на отпорноста кон поплави во Полошкиот регион, за прв пат во земјата е создадена мрежа од 9 општини: Тетово, Гостивар, Теарце, Боговиње, Врапчиште, Желино, Јегуновце, Маврово Ростуше и Брвеница, кои заеднички работат на изработка на планови за заштита од поплави, меѓуопштинска координација и унапредување на инфраструктурата со цел подобрување на безбедноста, заштита на животите и имотите во случај на идни поплави. Со чистење и санација на речното корито на Боговинска река во општина Боговиње почнаа големите инфраструктурни зафати за контрола и отпорност кон поплавите во Полошкиот регион со цел намалување на последиците од идни катастрофи. Со оваа активност како дел од програмата за подобрување на отпорноста кон поплави во Полог, финансирано од швајцарската влада со 12 милиони швајцарски франци, а ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање, се најави почетокот на трансформацијска промена на системот за заштита од поплави преку развој на интегриран и софистициран пристап во справувањето со поплавите и друг вид катастрофи во Полог. North Macedonia, just like Switzerland, is a disaster-prone country that is particularly vulnerable to the risk of floods. The Polog region is the most vulnerable area in the country of North Macedonia, and it has faced in the last several years a lot of episodes of torrential flooding. Managing floods is a very complex, very demanding, but also expensive and never-ending process. With this project, we will help municipal governments in Polog region to restore the infrastructure in a way that it will make them more resilient to the floods and will strengthen the capacities of the public, private and civic sector in protection and rescue of citizens and assets against floods. Со подпишување на договорот во Тетово меѓу градоначалниците на општините од Полошкиот плански регион, се регулираат меѓусебните права и обврски поврзани со воспоставување и функционирање на заедничкото оделение за управување со води и ризици од поплави. Оваа заедничка административна единица има за цел да се надмине кусокот на стручни кадри во општините за вршење на функции и спроведување на надлежности од Законот за водите, поврзани со улогата на општините во интегралното управување со водите, вклучувајќи ги и ризиците од поплави. Чистење, санација и рехабилитација на речното корито на Боговинска река во општина Боговиње.
Санација и рехабилитација на свлечиште во село Пирок во општина Боговиње. Санација и рехабилитација на свлечиште во село Јеловјане. Санација на свлечиште на патот кон село Ломница во општина Врапчиште. Чистење на дива депонија во селото Сенокос во општина Врапчиште. Чистење на реката Суводолица во општина Желино. Санација и рехабилитација на свлечиште во село Долна Лешница во општина Желино. Чистење на атмосферската канализацијска мрежа во Гостивар. Пошумување на шарски води со околу 107.000 садници. Визијата за Полошкиот регион, како регион со развиена инфраструктура и силни партнерства за брз и одржлив урбан и рурален развој, со современи туристички капацитети, мултикултурни вредности и оптимално искористување на природните ресурси, бара континуирано вложување на секој од нас во градењето на зелени патеки во животната средина и создавање на отпорност кон ризиците од поплави, како највисок приоритет. Таа зелена визија мора да биде приоритет на секој од нас, за да имаме иднина ние, но и генерациите на кои им го ставаме ова парче земја. Начин на живот и однесување по правилата на Зелениот договор е она за што се залага целата експертска и професионална јавност. Сето ова придонесува во создавање на едно подобро утре. Утре кое што може би сме го нарушиле заради нашите активности денес или вчера, но представува преземање на нешто што значи долг кон оние што доаѓаат по нас. Pardon, herët, çfarë është e rëndësishme, ne imi këtu bisedojmë për një ditë ku gjithë rinia bashkan gjetë për bimet, me thënë kujdesena për jetën tonë, se ndryshimet klimatike për fat keq janë realite. Sot krijojnë ndryshime, krijojnë erozionet të tokës, edhe ndoqet në mjedisin tonë. Është shumë e rëndësishme, por unë të dëshiroj së pari të falënderoj rinien se është këtu me këtë aktivitet, me këtë entuziazëm. Këtë bukuri do thotë që ka investuar ambasada e Zvicrës, duhet ta mirëmbajmë ne, do thotë që të kemi kujdes gjatë hudhjes së mbeturinave, do thotë të mirëmbajmë shëtitorën edhe vetë shtratin e lumit, qytetarët duhet të vetëdijsohen në qëllim që ta mirëmbajmë sa më mirë këtë investim nga ana e ambasadës së Zvicrës. Dash Zotin të ardhme që këto investime, edhe dash Zoti që Maqedonia, Republika e Veriore e Maqedonisë, inshallah e mbron që të ta mbrihet të hije në Europë, investimet bëhen këtu. Со овој проект и големата посветеност, грижа и заложби, со инвестиции на владата на Швајцарија, на програмата за развој на Обединетите нации и владата на Република Северна Македонија, започна трансформацијската промена во управувањето со ризикот од поплави во регионот.
одржувајќи забрзана еволуција од реактивни одговори на поплави до интегрирани системи за намалување и управување со опасностите, ранливоста и изложеноста на заедниците и средствата за да се спречат и ублажат загубите и влијанијата од идните поплави. Да го зачуваме полог зелен, да засадиме надеж за нашата иднина.